Проблемите на македонското стопанство не лежат само во значителните крупните шкоти на големите индустријски системи, на модерните капацитети, туку би рекол и во една инертност да ги негуваме и да ги форсираме малите погони, кои иако произведуваат, иако по капацитет се мали, може би произведуваат и ситни работи, но за секое стопанство се значени. Нашава вечерашна репортажа му е посветена на еден таков погон, кој својата судбина ја гледа во едно специфично производство, кое пак и покрај тоа што е мало, реков специфично, може да си го најде своето место на пазарот, може постојано да обезбеди пласман на своите производи. Драги гледачи, ова е Делчево. Градче со 6000 жители, 15 работни организации во кои се запослени околу 4200 работници. Околу 1200 работници отпаѓаат на рудникот Саса, додека од останатите 3000 работници кои се запослени во ова мало градче, 300 отпаѓаат на килимарницата која ја гледате испред вас. Оваа работна организација не случајно ја избравне. Во она ја најдовне повеќе интересни моменти како во нејзиниот развој, така од нејзината улога и поставеност на Делчевската општина. Се надеваме дека истата ќе биде интересна и за вас. Што не сме директно у производство, што водиме таа административна работа, сме тројца службеници. Кои се тие тука? Вие? Како директор ја, што водам стопанската организација, исто сам и технички директор, и комерцијални, и до преди известно време моделите ги јас цртав. Во предпријатието работам како шеф на сметководство во отсуство на директорот како нејзин заменик. Дали е тешко да се обавуваат две функции? Па тешко е, али према можностите во предпријатието ние ги вршиме функциите што се сведуваат на 3 персонални работника. Мојата работа во оваа работна организација вршам благајник, архивар, секретар, фактурант, можам да речам целата административна работа. Почнахме со 5 разбоја, 10 работнички. По обучување на тие 10 работнички, ја имах договор лично со земјоделската задруга. Тоа го прифатих, бидејќи се осеќах како за стручнак. Иако не се видели, чули работниците од овој крај за персискиот килим, дојдоа и гарантирах да секој опропастен килим биде на мој терет. Тоа го прифатих, пошто бех сигурна дека нема да дозволам тоа да. Вие сте иначе квалификуван, високо квалификуван текстилец и килимарски работник. После таа гаранција што стана? И таа гаранција што ја дадох ја и што обучих 10 работника, повлече още 10 стана 20, се монтира още 5 разбоја, така да беа монтирани тие една зграда војна касарна, толку имаше место за уште 5 разбоја, стана 20 работнички. И така работехме до 63-та година. У 63-та година се одвоиме од задругата, станахме
занатско самостално предприятие за домашни ръкотворби Килимара Делчево. Така, во оваа стара зграда, која заради тешките услови за работа работниците ја нарекле штала, колективот го започнува своето зголемено производство. Првите метри персиски килими веќе се на домашниот и странскиот пазар. Тоа значи создавање почетни фондови и сигурност во работата на малкуте работници. Со одвоени своји средства и нешто од собранието и од банката, килимарницата изградува и мала современа зграда во која се наоѓа и денес. Во неа се монтирани првите метални разбои за ткаење килими. Исто така набавени се повеќе машини кои големите текстилни фабрики ги отпишале како застарени. Килимарницата ги купува за мали пари, а работниците велат дека старите машини се добри ако се одржуваат и чуваат. За да бидат примени на работа уште 100 нови работнички, килимарницата ја задржува старата зграда во која еден дел од новите работнички ќе се обучуваат за ткаачкиот занает. Многу се тешки условите кај нас за работа, затоа што темно е, не се види. Килимите треба да се изработени убаво, да се ни спушти која се рече ни чвор, а оно просториите се многу темни. Ние сме заблагодарни од нашите раководители, пошто они искаат да ни излечат на добар пат на светлина и се надаме на сите е на нас најголемата желба да одиме поскоро у новиот погон. Старата зграда останува со своите дрвени разбои и во лошите услови за работа, зашто се уште е потребна. Меѓутоа, за кусо време, поточно во текот на овој месец или во почетокот на февруари, овие работнички за секогаш ќе ја напуштат оваа зграда, преселувајќи се во новоизградените простории. Така, оваа некогашна воена касарна и стара зграда ќе стане дел од историјата на овој перспективен колектив. Каква ви е нормата за работа? Па нормата ни е 10.000 чвора треба да врземе, За да земите. за да земеме платат колку ж ни треба. Колку време работите во оваа килимар? 5 години кара. И како се чувствувате како работник? Дали сте задоволни од работа? Па задоволни сме сигурно. Какво работиме, мора да земеме толку. Вие што работите? И вие спремате килим. Колку години сте во килимарава? 5,5 години. И што мислите како работник? Дали сте задоволни од работата во оваа килимар? Задоволни сме. Килимар. Работам 4 години. И сте квалификована работничка килимарка, така ли? Што работите сега? Сега работиме на разбој и врзуваме чвор. Колку чворови треба да врзите па да ја постигнете нормата? Ние да врземе 10.000 чвора. Дали е тешко тоа? Па сме се свикнали, сега не ни тешко. Дали сте задоволни од работата во килимар? Па ипак сме задоволни. Дораке Куловска, што работите сега? На разбој килими работим. Моментално што работите? Врзувате чворови, така ли? Да, вчора разбој. Колку години сте во килимарава? 6 години. За 6 години што мислите колку килим имате вие искаено сами? Колку килими? Колкав килим? Колкав е тој килим? Па најголем килим сме изгали од 3,5 на 4,5. И каква плата примате за оваа работа што работите? Па зависи колку заработиме. А просечно колку работите? До 95, 98 до 100. Дали сте задоволни од работата во килим? Да, задоволни сме, како не. Просечните лични примања во предпријатието изнесуваат некаде околу 100.000 стари динари, а за во наредната година планираме некаде да се движат околу 120.000 стари динари. Извинете, вие сте шофер во предпријатието, така? Што сега мотате овде, гледам клапци.
Што работите уште како сев шофер? Све што има потреба од Значи, килимарот. Да, и на разбоите, за поправка некои работи, све што треба. и како сте задоволен како работник во оваа работна организација? Па мислам добро. Работа има многу, Па кога како, некој пат има, некој пат помалце. а дали би можело да биде подобро од туку што е сега? Па може да биде и мислам дека ќе биде подобро. Ево очекуваме нови машини да дојдат, нови разбои. Вие што работите овде? Јас сум како одржавач на машините овде. Ги одржувате машините и Да. што друго работите овде? Па друго по потреба. Кај има потреба, тоа работим. Моментално сега што работите? Сега работим, сега мотаме малце преден. Не ни достигаме, па да измотаме малце. И колку години сте во оваа работна организација? 3 години. Што сте вие по занимањето? Машинобрава. Какво ви се примањата? Дали Па средно, можеме да кажеме дека до сега е добро. на какви се уште начини штедите? Да ви кажам, ние тешки милиони давахме за рибарски суканец, килимарско што го изразуваме за основа на наша килими, што е една машина во Дебар само за преработка на овој суканец. Пред известно време и откажа на сите килимар, не само на нас. Што ние по 15 милиона нашо предиво седело у Дебар и сме молили од наше предиво да ни го преработат. Таа машина е кај нас набавена за многу ефтини пари, што поред наше потреби имаме скоро за сите килимари во Македонија што се да му вршиме услуга. И му вршите услуга? И му вршиме. Имаме машина набавено, шер машина, што рачно се шиша секаде во другите килимари у Македонија. Ние таа машина е набавена исто за ефтини пари, што наше производи и шишаме машинско и таа 10 работника скоро заменува и од тука сме уштедили. На предивото исто уштедено е. Еве са у јануар месец, која ќе ни биде предадена зградата, фарбара треба да монтираме, набавена е опремата, што носеме предиво од тука за Лесковац да се фарба, те имаме тешкоти, ако тражиш таа нијанса, тој друга ти е во фарба, така да и тоа ќе ни биде средено за понатаму и од тука има резерви за уштеда и да немаме застои, што е важно. И зимно време ние, не само ние, и другите килимари на отворена плоча перат. Ние са со новото доградување, тоа е средено, перална ќе имаме најмодерна, сушара, да немаме никаков застој и зимно време. Во новите погони, каква новина донесувате што до сега не сте имали? Види, донесуваме новина една што треба да увеземе 2 машини за јамболи, бидејќи ние предеме на стококоп предиво, па они го преработва за јамболи, донесуваме една одлука да тоа кај нас се преработваат тие јамболи и имаме 2 стари жакартови разбои што вршиме на поред на нашо предиво и на населението услуги, жакартови тканини декоративни, така да тие 2 стари разбоја носат
още 8 нови развои. И тие ќе придонесат да се зголеми на рачното производство, да му се зголеми личниот доход и од тук. Дали имате и други погони негде? Поред ова имаме, што реков, у стара килимара штала, имаме у Разловца погон со 45 работника, у селото Габрово исто имаме 75 работника. Тие се едни бедни села, поготово Разловца. Не знам дали сте били тамо, што фрлиш у земјата, не може да го најдеш тоа. Така да тоа е многу бедно село. За нив е тоа една голема премија што прифативме, што ги запосливме. Тие беа на обучување тука, едно 18. Така да со местната канцеларија председатело донесоме едно заедничко решение, да, имаше една стара школа што требаше да распадне, ја опремавме, монтираме развој, запослиме таму 45 работника, што работат денеска, што искаруваат, тоа за нив е многу, 80.000. Ти викам, со туту, нали, не е сигурен денеска, не е сигурно денеска земјоделието. Колку време работите во? Ние работиме скоро 4 години. И кажете ми, што значи за една селска девојка да се работи во еден погон? Значи, за селската девојка, тука ние работиме и во предпријатието, исто кога пушнеме од работа, дома работиме. Од вашата куќа, дали сама работите? Точно е, сама работиме. А колку сте фамилија дома? Ние сме 9 души. И вие сите тие ги издржават, Да. така ли? Точно е, да не е килимара, не од тука ги издржаваме. Да не е килимар, што би било? Било тешко за нас, дома фамилијата. А има ли и други девојки така овде? Има исто така и други девојчиња работат во килимар. А вие? Јас се викам Атанасова Горица. Горица, тешко ли е да се работи килими? Па не. Не е тешко. Колку плата примате вие месец? Па Ти ние примаш лично? примаме различно плата. Зависи поради работат. Колку норма, така ли? Да. И што правите со парите? Дома ги носите или сами ги трошите? Ние дома парите ги носиме дома. А дали е добро за една селска девојка да има да работи? Дали би му препорачал ти на сите девојки од другите села да имаат вакви килимарници? Па би порачала да има сите села килимарници. Зошто? Зошто нема момичките, нема од дека да искараа пари. Во селото Габрово вие сте и секретар на партиската организација, а исто така сте и работник во погонот на килимарница. Кажете ми, што представува оваа килимарница за ова село? Јас како секретар на основната организација во село Габрово, погонот што е отворен во нашето село е од голем карактер, затоа што младите луѓе и ние се наоѓаме на пограничното место према бугарската граница, еден од најсиромашните краишта, мислам, мога да речам во Републиката. И погонот е отворен вака со еден јако добар карактер, вака за наши луѓе кои што сме ние тука запослени. Во овој погон сме запослени 14 души. Додека во исто друг има погон кој е запослен женска работна рака од 40 женски лица.
А што значи овој погон за селската жена? Овој погон за селската жена е од големо значење, затоа што жените се практикуваат на ваква работа, стекнуваат еден јако добар авторитет и се уклопуваат, мислам, уопшто во текстилот на Југославија или во текстилната индустрија. А тоа значи дека се вклопуваат и во една нова култура во... Па да, се вклопуваат во културата и вака се навикнуваат на еден колективен живот. Сега вие произведувате овие персиски килими. Каде ги извезувате и дали имате проблеми со извоз? Ние така сме афирмирани за нашите производи од Делчево. Зашо? Да ви речам. Ние имаме своја пределница, што гарантираме за нашето квалитетно предиво, што нема никакви шпекулации во него, како што ни правеа други фабрики, регенерати, шпикулје, и се искаа убав килим, на перењето половина предивото иде низ плочата надоле, додека ние гарантираме за наша квалитет. 100% е удобрен од што беше, така да домашното тржиште нас не е секаде прифатило и што нема проблем и за извоз како за Германија, за Италија, Швајцарија, да има още не тие 8000 квадратни метра сега што и произведуваме, уште 18 да се, нема проблем за нашите производи.